прават ништо за нас. Љубовта ја чувам како знам ја сама. Јас сум супер кога душо ти си среќен. Тога среќна сум и јас, биди покрај мене. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Биди добар, дај ми насмевка на лице. Друго не е важно, знај, јас те сакам тебе. Со годините барав, знаев ке те најдам. Осеќам во градиве, љубовта ке трае. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Љубов не е детска игра. Дојди, биди крај мене, опушти се и љуби. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Шубо песниче и браво, браво. Фала. Битолска нова надеж. Санела Шукриевска беше така, да не те сгрешен. Јас те знам како дел од Нала бендот, што се е проширен плюс. Да си ги поздравам колегите. Да ги поздравиме сите. Требаше уствари да овикнем и Златичо или некој. Требаше го. Баже многу ќе ни беше галама тука. Ама другиот пат ќе направиме, другиот пат. Кажи ми, човек, како бидна песната, ме интересира, пошто хитмейкер, Принц прави веќе доста соработки со луѓе и снима спотчиња и хитмейкер емисијата си функционира. Како дојдовте до соработка со Принц? Уствари, која направи песната, прво кажи ми. Вака, јас пред 2 години пеев со битолскиот камерен Скопје во опера и балет. И да речам таму така малку поќе луѓе ме видоја и ми пиша Дарко Андонов и ми кажа дека има песниче за мене, па се слушнавме за да одам Скопје да ја снимам. Требаше да биде за на Макфест, ама затоа реков како да требаше за негде да биде, ама некако нема врска и си остана како скриена, забораена и баш сега пред некое време Дарко пак ме контактираше за да си направиме спотче со Принц и си ја снимив. Бидна работата. Шо, гледам некој градилиште таму. Значи работите излег од контрола скроз. Нема, многу е јако, градилиштата стари се стварно многу е места. Јас имам отепано снимање по градилишта. Многу убави ми се како места, пошто имат и длабина, имат и елементи што можеш да ги искористиш, огромни проекти. Се малце валкано, ама нема врска. Да сме здрави и живи. Ке се исчистим. Ова не ти е прва песна, така имаш претходно пеено на Макфест? Не, ова ми е прва песна. Ова ти е прва, само што не излезе прва уствари. Да. Ми излезе една песна Лаги, исто од Дарко Андонов и ова година бев на Макфест со Цунами.
Да, бе, цунамито го гледав по сторија. Цунамито од Битола. Цунамито беше, да. Ми се бендисва што во Битола веќе има нова генерација на млади пеачи, да речам, Така. што влегват во приказната и што почнуваат да снимат. И зато и ја правев техничка емисијата, за да можеме да си посвириме, да си направиме некое музиче, да видат луѓето малце во едно полабаво светло. Тебе можат често те видат вака со Нала свирите, гледам. Од кај испадна Нала, уствари името? Јас знам Златко дека беше во некој друг бенд претходно, не ми текна се името како 3G. беше. 3G беше, да. Добро, са 5G излезе, затоа 3G го подзаборавивме малце. Од кај излезе Нала бендот, како се споивте? Ние се спојавме пред 6 години. Че јас уште бев мала. Че са колку години имаш се уствари? 21. Добро. 21. Добро. Значи тоа си била детуле. Скроз. Шу. Нала иначе Natural Acoustic Live Ambient, пошто бевме ние само акустика на почеток. Да, се сеќавам. После почнавме со матрици и веќе мислам дека беше крајно време да се прошириме како бенд. Ви шубо било името, немав појма, јас мислев кој овде што пратнеш, пример продавница ќе отвориме и као се вика сино Енио Никола, Да. другиот као се вика Виктор, Нивик ќе укрстат Да. пример некако. Или Викни. Не, сите мислат дека има поврзано со мене име Нала, ама никаква поврзаност, ама сите дека со Нела Нала поврскани. Шу, јако, ме бендисва. Свирки имате редовно? Да, Средно музичко беше така? музичко, да. Факултет нешто? Студирам направен. Шахматни Мен бање, напред. насока. Браво, то ме бендисва. Што ти текна да смениш насока вака, да не одиш на музичка академија? Мислам, јас знам што ти текна, но така ми Не, интересира. искрено не е ради тоа, пошто јас не учев пеење на музичко, значи јас бев виолинист. А ти виолина Да. свиреше, ме заборев. И не знам како да кажем, ми се досади виолината, барам многу труд и вежбање, значи не можам со 2 сати ништо да направам во денот ако Кој вежбам. не пробал, не знае. Точно. И од мала и ниже одев музичко и веќе не знам, преку угла ми беше дојдено и си викам, леле, сега Скопје треба да одам, виолина, Таму ше овона. толку треба Да, вежбаш. да. Па, кој што пратне или пошто си студент, сега ќе одиш, ќе свириш, пример, со оркестар или со никој не те прашва, Да, сакаш, ти ќе одиш во петок, имате проби, Точно. ти петок си планирал да си дојдиш, пример, и на крајот на денот ќе завршиш виолина и пак треба се тегниш, ќе Да. влезиш овде, нема да влезиш, да Да. свирам, да не свирам. Вака правен, убаво напред, да ти кажам искрено, си го одбра пато, си одбра уште една професија што може да се Точно, да. работиш и тоа е супер. Само да не направиш кој што прат луѓето, не сега адвокат сум, не свирам повеќе. Нема шанс. А уче така, доктор сум сега, срамота е. Оти срамота, што не крадиш Попрво нешто. би рекла така за другото, отколку за пењето, нема шанс. Шу, кажи ми, влезе во приказната, беше на Макфест. Какво ти беше искуството на Макфест, ме интересира? Пошто сите имат поделени мислења, не се толку поделени, ама ќе речем поделени мислења за фестивалите. Како ти беше тебе искуството како нов човек што немаш претходно одено, ме интересира? Па искрено бев малце изгубена и во простор и во се што се случваше таму, ама се снајдов добро. Не знам како да речем. Јас и не бев воопшто спана да тргнеме од таму. Тоа Што обично бев- така се Да, од стрес, од возбуди. И кога стигнав таму бев оттепана, не знаев кај треба да одам, кај да се насочам, па барај луѓе, слушни се со ова и со онај, па да се спремам, шминка, фризура, тука лудила ми беше. И не знам, кога излегов на сцена, се заборав. И текстот го заборав. Дури и текст, да. Дури и текстот Обично го така се заборав. случува. Ама вас женските ви и потешко да договориш шминка, па фризура, па не Да, знам ова, па не знам ова. Ние, јас првата година кога бев, тоа беше со оркестар, 15-та година. И испеавме полуфинале, влегов во финале, и вечерта на афтер, Да, ваму, да. таму, онаму, во 6 сато се прибравме дома. Станвам са Вајле, добар ден, глас нема. Леле, хаос, ама пушти до вечерта, многу не се замарав јас порано, па и сега не се замарав. Ама интересно е кога ќе одиш прв пат, знаеш, првите Да. пати е едно ново искуство. После го видиш како функционираат работите, си велиш, да, ајде, ако мора, ќе одам.
Ама убо е кога си на почеток да пробваш Да. поќе фестивали, места, она, пошто на крајот на денот не знаеш и кај ќе се пронајдиш Да. најмногу се уште. Мене поќе ми беше за дружбата со другите Ти си артисти направиш што беа контакти, таму. Да. дружба. Одржуваш контакт со некој од колегите од пеачите, имаш некој соработче вака договорено? Соработки немам, ама контакт си држам, да. Шу. Траеше Злати Джовик, ми е многу криво ми е што не ми текна порано. Следен пат Како се обавезно. секако 3 микрофони беа пренаместени, морав да разместувам. Обично свирите низ Битола, свирите во други градови претпоставувам. Да. Преку летото сме скоро низ цела Македонија. Скопје искрено избегаваме, ради тоа што стварно е мачен пато. А и ценењето не е многу, Точно. многу како што треба Да, се да цени. не сум толку игорозна, ама така. Јас ќе си бидам, виќе да се киреш, јас си ја кажувам работата кој што е, не е проблем. Скопје те ценат, тоест си платен само на одредени неколку места се напрсти се бројат. Се друго е дури можда и помалце плаќат од сите други градови во Македонија вкупно. Тоа е, нема врска. Таму има премногу музичари, знаеш, концентрирано е Да, таму да. и си ја туркат цената луѓето, што не треба да се случва, е вакав камера ќе речам, не треба да се случва, ама добро. Да маниме некој музичар, јас си се зазборав. Може, Што може. сакаш да свириме нешто? Што ти лежи на душа нешто си спееш вака? На душа. Back to Black од Amy. Amy ми е омилен артист. Amy Winehouse, од каде? Де- Ей, браво. Ова ти лежи. Точно. Ова да си го пееш. Значи, првата песна беше твоја. И беше убо песниче, нема збор. Ама ова треба да го пееш. Мислам, мене ако ме најдоте што ви рекле Охриѓани или во Вевчани. Ова е тоа што треба да пееш. Шубо. Се гледа дека си го уживаше моментот дури си ја пееше песната. На претходната беше малце текстот дали ќе добро не беше расонета уште тоаш. Ама ова се гледа дека си го изужива. Цел живот истата песна ја слушам и никогаш ми се нема досаден. Back to Black. Овој ти е омилен стил Да. на песни. Некој блуз, соул, джез. Со тоа сум порасната уствари. Веќе ко бев во тие тинејџерски години, да речем, почна да се запознавам со тие српски песни, артисти. Балкански блуз е тој. Точно. Кажу, морав малце ради настапи свирки. Иначе воопшто не слушав српско. Ама не, види, на тие простори сме. Значи, да не се лажиме. Точно, да. Народот овде кај нас, нека нема луѓе што не слушат странска музика и некои, не знам, Да. во наводници покултурни жанрови, да речам, ама на крајот на дено не можеме да одиме против тоа што е на Балканот. И тоа е факт. Мислам, и мене ми требаше години да го сватам тоа. Исто. Пошто на крајот на денот би требало да можеме сите да си го правиме тоа што сакаме да го правиме. Очигледно овде кај нас и не може баш. Може да опина човек колку сака, ама на крајот пак ќе треба нешто од нешто малце малце да се лизни. да се лизни. Мене ми е парни валјак моментот, знаеш, шта да желим и тука одма почнува муавето. Иначе, дур не биди машта да желим, се подпевнува, се игра, ама поинаку е. Не е то. Да, друг ни е менталитетот во секој случај. Дали би направила нешто вакво, ама на македонски? Дали се гледаш како да Уху. само да има кој да го Ако направи? би пишела сама, би го направила ова. А пишеш, имаш пробано да напишеш текст? Имам пробано искрено, ама не ќе тоа да споделам. Сепак уште не сум. Не, нема потреба да споделваш него, дали те фаќа мерак воопшто, Да. има некои луѓе неќат едноставно, сакам. Да, сакам. го Јас направи. сепак би сакала да градам кариера кај што сама ќе бидам и текстописец Дел од и се. Да. Не мора да е се, ама е убаво да си дел од процес. Да. Јас тоа никогаш не сум можел да разберам кај луѓе што неќат да се дел од процесот. Да. Море твој процес Да, е, да, да. разбира, уживај Мислам го дека ти. никој не би ми направил песна како што можам сама да си ја направам со емоции, со техники што би сакала да ги покажам и се. Тоа е факт. Види, има луѓе што стварно имат моќ да почувствуваш што сакаш и да го Да, направи тоа што да. го сакаш. Ама на крајот на денот Кога е твое нештото, само ти си ги Да, знаеш. да. И дури да е блиску, никогаш нема да е точно како ти што сакаш да го направиш нешто. Зато е убаво да си дел од процесот. Кажи ми сега,
Дали имаш ти некое ново песниче што го планираш за во блиска иднина? Со Златичо планираме нешто. Имаме напишана една балада и едно како летно хитче. Сега не знам што ќе излези па прво, ама многу се добри песните. Кузиш од тексти на Златичо излезе. Да, стварно е многу добар. Браво. И јас се онака ме викна да се најдеме круг да свртиме нешто муабе за свирки правевме и да ти опуштам песничето да ти го покажам и јас ми ја свири на гитара в кола. И мене вака ми течат солзи. Шу. И си викам, леле, ова ќе биде стварно. То треба да го, значи, токо ќе излези, ќе дојдете двата тука Да. да го свирит, да не ти го грешамо, ти ќе озгрешам јас. Што е најако и онака по вистинска приказна за мојот личен живот и неговиот живот е направена песна, да речем од случки, од дешавки, што уште многу повеќе ме допри. Бо, види го Златичо опасен, не го требаше да викнам, јас грешив. Требаше со него да си седниме тука му да се шалам. Се шалам. Со него ќе си седневме, ама ќе требаше да рикаме двата ко шу. То чекам, кога планирате да вадите таа песна? Па искрено не знам. Сакавме да ја снимаме овој период, овој месец. Па ќе видиме после дали на Макфест ќе ги пуштаме или... Сега го почнат свирките сезоната, здравие Боже, она... Ако ќе се најди време, сепак мислам стварно се квалитетни песни што треба да излезат. Дај нешто друго да свириме, сами се свириме. Не знам оти, знам оти, се возбудвам кој слушнам нешто такво за музика, оти то ми е онака љубов во животот. Да, единствената вистинска љубов. Тоа е кога не, кај мене не е единствената, да се Добро, кај поздравам мене жената. моментално. И син ми да си го поздравам, ама прва љубов е музиката и знаеш, секогаш кога слушниш некој да збора со мерак за нештото и тебе ти иди онака однатре преако. Дај да свирниме нешто, што сакаш да направиме? Јас многу ја сакам Хипокрит од Каролина. Може Каролинчето. Да се подсета малце. Пропушта кај мене доаѓа, ми кажува колку тој силно ме посакува. И да не се сомневам јас во него. Но денеска чудно се онесува, на тук парфем ми мириса, се јавува на некој непознат број. Мислам дека нешто крие, крие од мене. Од сите години што ми ги потроши, само открив ти си хипокрит. Без тебе јас ке преживеам, ке бидам посрекна, а ти оди си. А јас ке најдам друг. Од сите лаги што ми ги кажа ти, само открив ти си хипокрит. Без тебе јас ке преживеам, ке бидам посрекна, а ти оди си. А јас ке најдам друг. Јас верував, сега се сомневам дека тој некогаш ќе се промени. А јас не сакам да го делам со друга. Не можам повеќе да издржам јас, мојот глас не допира до него повеќе. Тој без срам ме изневерува, готово е меѓу нас.
Од сите години што ми ги потроши, само открив ти си покрит. Без тебе јас ке преживеа, ке бидам посрекна, а ти оди си. А јас ке најдам друг. Од сите лаги што ми ги кажа ти, само открив ти си покрит. Без тебе јас ке преживеам, ке бидам посрекна, а ти оди си. А јас ке најдам друг. Да завршив нигде, ама многу јако. Браво. Фала. Јова ти лежи песниче. И шубо. Кажи ми, македонски свирите, ексиу свирите, си Да. тераш нешто од англиското за мерак вака? Терам. То никогаш не го запоставуваме на свирки. Обично свирка да си ја почнуваме првиот блок, да речем, некој странски, за загревање, да се сетиме со Да. публиката, со Да. луѓето. И после се префрламе малку македонско, па одиме на... Дурне се под олаваени малце така. И одиме на жустрото после. Шубо. Да се кршат чаши. Оди до таму работата, до чаши Има кршење? одено, да, има одено. Шубо. А приватни забави нешто, свадбичиња, такви работи или? Свадби не баш, ама приватни забави како матури, родендени, регистрации, крштевки. Да, до свадба уште немаме стигнат. До душа имаме еднаш, Да. Не вели два пати. Да. Јас пример во веко немав крштевка свирено, лани се погоди еден, дојди другар, друга, бе да дојдиш, абе забавно ова, она. И забавно, и ја излези Ѓурѓо на крај. Да, Ама да, добро, да, барем да. нема врска, барем наше. Да. На крај испадна и јас дека крштевки свирам. Здравие Божи, свадби ќе почнеме, само после нека се думат овие што свират свадби. Да не намалат свадбите некако. Јако. Не, ако треба да има, јас сум, ми е мило што од една страна сум фан на традиционалното, од друга страна ми е мило што се менват малце работите и што младите сакат да направат Да. нешто малце поинаку. Поинако, да. Барем за крштевка или за што и да е нешто, значи не мора свадбата, ама Да. ние пример си направивме традиционална свадба скроз и сите очекуваа да ме дека аз пеач, сега ќе викнам колеги пеачи и куз нешто ќе се случва, ама никогаш не сум. Значи свадба е, брат, олабај се, нека се видат луѓето, да се изиграме, да си Да. помини убаво, сега ќе се тегниме тука, ќе пееме, ќе свириме. Има то време, секогаш ќе го правиме. И сакал некел, па ми го тупна микрофонот на крај, ако не ќе да пеам. Да, ама- и јас секогаш кога ќе сум негде ојде на некоја прослава, обавесно пеј. Не ќе да пејам, дојдов да уживам. Нешто Ајде. на моментот кога ќе сакаш и ти да изуживаш, некој да ти пеи, да свири, да Скроз. слушаш. Скроз, тоа е проклетството кое Да, се да. изучиш. Сакал некел, Мора. пејач кој си особено, ти дојдат со микрофон овака Да, ти, да. ти пример отепан од негде дојде, не дај Боже, нешто си има случајно Да. трагедија. Кој те прашва, вате, пеј, микрофон и олка, ајде, Да. се како да го одбиеш, не умееш. Без веза. Јако, кажи ми, сакаш да направиме уште нешто или сакаш да си бегаме? Што ти е, дали си гладна? Ако си гладна, ќе бегаме, ако не, да Јас маним сум уште гладна нешто. секогаш. Ама може да си направиме, не знам ако сакаш shallow. Во дует. Во плиткото? Да. Шелоу, одејм беше. Да не најжиш и ти малце. Абе, шо, јас сега, кој што немам пеено времење, сега го пуштам глас, прво тексто, партал ќе го направам, нека прости тој кој се викаше таму го заборев, Бредли Купер. Друго, знаеш шо глас ти излези, ама нема врска. Се надевам дека барем хармонија да ќе погодам, ти последно ништо не ми оди некако. Ајде барем песниче. Така беше. Че да си го извам текстот, ај. Лабаво се вика емисијата Ш. Шелов, Схалов, ете го. Море, колка е, се зголема, добро е. Тука сме. Ајде да видиме сега. Еј, шу, јако вака, од нигде никаде ни пробано го се погодиш со него и си запеш. Шу. Еј, фала ти многу што ми дојде да ти кажам. Фала ти и тебе што ме Убаво покани. емисивче си направивме да нима нешто што не кажавме, сега ќе ја кажеш. Па мислам дека не. Да чуваме и за наредна Ако прилика. има нешто, пак ќе собериме и Златичо овде вака ќе Точно. оседниме до нас и да можеме да си направиме муавет ко луѓе. Точно. Фала ти уште еднаш што ми дојде и дечки фала ви вас што не пратевте. Сам
Знам дека лабаво стандард, тука сте секоја недела во 18 часо и се надам дека и наредната ќе бидете. Сам ако ви е лабаво, ако не, како вика на другата емисија. Кој те праша, бе? Точно. Така, толку од нас за денес. Поздрав, имајте убаво. Чао, чао.